Добар ден, пладневна информативна програма на Канал Плюс и ве дел од темите во овие вести. Објавена е видео снимка на која се гледа како лидерот на СДСМ, Зоран Заев, бара мито за продажба на општинско земјиште. Алергиите се во подем. Пролетта е период со најбурни алергиски реакции. Трибина за алергиите се одржа во Штип. Денес се слави пророкот Еремија, кај народот познат како заштитник од змии и гуштери. Бројни се обичаите поврзани со овој голем празник. На иницијатива на представниците на меѓународната заедница денеска се среќаваат лидерите на 4 најголеми партии во државата: ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. На средбата ќе присуствува американскиот амбасадор во Македонија Джейс Бели и шефот на мисијата на Европската унија во Македонија Ајво Орав. На состанокот треба да започне партискиот диалог за надминување на политичката криза. На интернет е објавена видео снимка на која се гледа како лидерот на СДСМ Зоран Заев бара мито за продажба на општинско земјиште. Земјиштето кое е предмет на продажба е со вкупна површина од 100.000 метри квадратни, а вкупната побарана сума од страна на градоначалникот Заев е 200.000 евра. Според документираните созданија, подарок по една половина требало да биде за пријавениот и наводно за изградба на црква во Струмица. Заради ова, Заев се товари дека сторил кривично дело, примање подкуп, бидејќи побарал награда за службено действие, кое според закон му е обврска да го изврши. Они како завршират? Сакам да ме интересира, ти кажеш ти тука на мене секој евро 100.000. Да ти кажам како. 1 евро на црквата и 1 евро од квадратни до се. На мене. Директно. Ето това, ама јас тогава го спомнах, викам да не само јас плаќам, тоа питам другите как завршија. Дали Сашо, Вајсто, тие што ти ги порно знаеш там. Е многу да го комплетно, така што кажаме така, комплетно заради това што калкулацијата е една, што беше, сега е друга и апсолутно јасно. Да си спремам јас колку може пари да платам, това е. Това сега пак ќе се питаме сега. 70 динара е како метар квадратен за државата. Од тие пари вие дел имате, колку имате вие се знаете. 80% е на општината, 20% е на... А другото тие са плюс 2 евра, како што ја кажа. Така, това е едното директно на црквата. Директно на црквата. Ке си го платиш, сакаш така, сакаш го тоа. Едното евро е там, а другото как ќе го платам? И това треба да знам. Кај вицата, например. Добро. Кај вицата. Многото, од седната, менувачница. Во организација на Унија на жени на ВМРО ДПМН и Штип вчера се одржа трибина за алергиите, симптомите и начините на справување со нив. Алергиите се во постојан пораст, а пролетта е период кога алергиските манифестации се најизразени. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е одржа трибина на тема алергии, симптоми и како да се справиме со нив. Алергиските реакции се чести меѓу граѓаните, па преку ваквите едукативни програми на Унијата на жени на ВМРО ДПМН им овозможува на граѓаните да слушнат корисни совети. На вчерашната трибина предавач на оваа тема беше доктор Владко Миташев. Денешницата мислам дека е најоптеретена со растот на алергиите. Ни една друга болест не се така рапидно зголемува како што е патологијата на алергијата, поготоа алергискиот ринит. Ако пред 20 години беа 13 до 15% од популацијата, сега се 25 до 28%. Тоа е фрапантен податок, зголемување од 100%. Тоа е наше секојдневие, преку вакви акции настојуваме да информираме, да лечиме и да спречиме. Доколку зборуваме сега за сезонските алергии, тогаш е избегнување на оној делот кај што поленот најчест, избегнување
престој зелени површини, меѓутоа тоа важи за луѓето што полуваат од тоа. Сезонските алергии предизвикуваат неподносливи кивавици кои ја отежнуваат здравствената состојба. Не може целосно да се излечи, но сепак постои начин како да се ублажи состојбата предизвикана од полен. Доктор Владко Миташев советува да се избегнува престој во зелени површини, да се избегнува проветрување на простории кои се опколени со расцветани дрвја. Во Штип во тек е регионален промотивен настан за проектот на Американската агенција за помош за практиканска работа и вработување на лица со попреченост. Настанот го следат представници од источниот и североисточниот регион, пред кои се представуваат можностите кои на лицата со попреченост им дава можност за вработување преку овој проект. Покрај увозот на производи од други земји, македонците купуваат производи со домашна традиција и проверен квалитет. Малешевското сирење, кочанскиот ориз, виничкиот мед се неизоставен дел од македонската трапеза. Кочанскиот ориз, тетовскиот граф и јаболко, беровскиот компир, малешевското сирење, виничкиот мед, струмичката пиперка и низа други овошки, зеленчуци и други производи, претежно прехранбени продукти. Покрај големата конкуренција од регионот и западноевропските земји, граѓаните се почесто ги купуваат овие производи со голема домашна традиција и проверен квалитет. Нашето домашно во однос на квалитет и цена. Сега, ако е цената неприступачна, ако е квалитетот неприступачен, тогаш ќе бараме како друго решение. Во принцип, наше домашно. Па нешто, мислам, со местните работи, овие пошените работи и така. Морам да купуваме. Македонските граѓани се многу свесни за важноста на тоа дека е полезно да се купуваат македонски производи. Дополнително загрижувачки феномен во државава е дека се уште е преполно, односно постојат трговци кои на своите тезги продаваат фалсификувани, шверцувани артикли кои се закана за здравјето на луѓето во државава. Постојат производи од увоз кои го надоместуваат падот на домашната прехранбена индустрија. Регионалните прехранбени производи стануваат се побројни и се голема закана за нашите производители. Сепак вложувањето во новите технологии за зголемување на квалитетот треба на прво место да ги ставиме развојните планови на фирмите и се разбира отворањето на нови фирми и секако достигнување на нови брендови со висок квалитет и поголем бенефит. Денес православните верници го слават празникот посветен на светиот пророк Еремија. За овој празник се поврзани бројни верувања, најмногу во насока на магиска заштита од змии, гуштери и други влекачи. Црквата го слави Еремија заради неговото пророштво за падот на египетските идоли и доаѓањето на Богородица и Исус во Египет. Грчката влада ќе мора да собере најмалку 3 милиарди евра преку дополнителни фискални мерки до крајот на 2015 година, за да ги исполни минимум буџетските цели кои нејзините доверители ги сметаат за прифатливи. Европската комисија прогнозира дека јавниот долг на Грција следната година ќе достигне 174% од бруто домашниот производ. Бројот на загинати во вчерашниот пожар во фабриката за обувки во филипинската престолнина Манила порасна на 72 лица. Спасувачките екипи од подурнатините на двокатната зграда во предградието Валенсуела утринава извадија уште десетици тела, откако синоќ ја прекинаа потрагата поради безбедносни причини. Вооружени лица синоќ ја нападнале еден хотел во Кабул, популарен меѓу странците во Авганистан, при што земале како заложници поголем број луѓе. Во престрелката со безбедносните сили напаѓачите биле убиени од безбедносните сили, со што биле спречени да извршат самоубиствен напад. Претходно тие убиле 5 иностранци, додека 6 други биле ранети. Високиот инструктор за женски фудбал на ФИФА, швеѓанката Ана Сигнеул, е во работна посета на Фудбалската федерација на Македонија. Фудбалската федерација аплицираче и доби потврда од ФИФА за спроведување на проектот Live Your Goals.
Проектот се однесува на активности за девојчиња од 6 до 12 години, а во рамките на истиот во нашата држава ќе се организираат 2 фестивала на кои за учество ќе бидат поканети сите девојчиња со желба активно да се вклучат во женскиот фудбал во Македонија. Исто така, Фудбалската федерација на Македонија ја потврди заложбата за формирање на женска младинска лига, за која преку посебен проект започнуваат консултации и подготовка со представници од ФИФА. Овие проекти се многу значајни за развојот на женскиот фудбал во Македонија. Фудбалската федерација на Македонија објави известување дека согласно безбедносни пораки од Министерството за внатрешни работи на Македонија, сите закажани надпревари од прва и втора македонска фудбалска лига ќе се играат без присуство на гледачи во закажаните термини. Надпреварите од 31-то коло од првата фудбалска лига планирани се да се одиграат на 16 мај сабота и на 18 мај понеделник, додека дуелите од 26-то коло од втората фудбалска лига на Македонија планирани се да се играат на 16 мај сабота. Ова е се во ова издание на вестите. Повеќе за настаните кои ќе го одбележат денот гледајте во дневникот во 16:30 и секако на порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!